Здраво на сите и добро дојдовте во втората сезона од подкастот Стартап Револуција. Јас сум Ана, а вие сте сигурно тука бидејќи сакате да започнете свој бизнис или стартап или пак се интересирате за разговорот со мојот соговорник. Но, пред да гледате епизодата, тука сум да ви споделам нешто повеќе за нашите партнери Прокрај банка. Прокрај банка е банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. Веќе 22 години се пример за одговорност. И со цел да го поедностават банкарскиот процес за сите кои што сакаат да имаат свој бизнис, те имаат креирано 3 пакети. Пакетот за млади предприемачи, пакетот за стартапи и пакетот за жени предприемачи. Посетете го нивниот вебсайт и запознајте се со нивните услуги. А со мене се гледаме во епизодата. Здраво на сите и добро дојдовте во најновата епизода од подкастот Стартап Револуција. Долго време не сме се виделе на овие подолги епизоди што ги имаме на македонски, така да драго ми е добро дојдовте во нашето студио тука во Стартап клуб Скопје. Минатата сезона зборувавме за револуција во медицината, вештачка интелигенција, поминавме многу теми. Овој пат ќе зборуваме за една револуција во правото и во таа област, а со мене го имам основачот на Фактумеја и Димитар Чуковски. Добри дојде во Стартап Револуција. Фала ти многу. Како си? Супер. Дали си подготвен за денешниот разговор? Да, го чекам. Баш ми е драго. Мислам дека денеска можеме да им дозволиме на оние кои што ве следат од страна малку подобро да се запознаат со тебе и со кој е Димитар. Овие разговори ги почнуваме на тој начин за да има смисла зошто го градиш тоа што го правиш денес и како стигнало до тоа. Така разговорот ќе го започнеме малку повеќе со кој бил Димитар пред да започне со предприемачките води. Од мојот впечаток, ти беше секојаш личност кој што беше вклучена во најразлични проекти, Еразмус, активности, особено додека беше студент, и сакам да ни раскажеш нешто повеќе за тоа и ти искуства. Па да, од почеток не очекував дека ќе станам предприемач, воопшто не беше во план, али многу сакав настани, идев на Бест, сите тие организации, со Еразмус и така, многу беше интересно, до тогаш идев и на Игрорна. Баш беше убаво искуството, но предприемаштвото воопшто не беше во план, далечна иднина. Тек нека 3-4 година кога почнав да работам, сосема неповрзано со моменталното тоа што правам, си имав некако идеја, нели секој студент си замислува, да може пасив инком, онака си кажеш, нешто да капа од страна. И си кажеш, ајде да пробам да видам како ќе стигнам тоа. И полека почнав да истражувам, да видам што се апликациите, бидејќи апликациите дека најголем потенцијал има, барем од моето знаење. И почнав да учам. Чисто така, после 5 дојдеш од работа, да ја чепнам нешто, земав некој курсче Udemy, тие од 10 евра не знам. И имаше убави проектчиња, си правевме, правев и заедно со туторот испадна убави проекти, но сепак сваќав дека чека, можеби IT е правец за кој што можеби повеќе сакам да се насочам. И така, после година дена курсеви и нели работа скроз на друга страна, бидејќи имам завршено обновливи извори, значи сосема неповрзано со моментално што го работиме. Прв пат влегов во Iborn, тоа е IT фирма, тука многу пораснав, 5 години бев таму, и во целиот тек додека работев во таа фирма, се повише сознавав какви се тие стартап проекти, што всушност се случува, и многу беше интересно што првиот проект кој што го имав во Iborn беше буквално од Фитера проект, кој што го работев, нели? И многу беше интересно, дознав еден така стартап, како се гради, и после тоа сите наредни проекти што ги има во Iborn беа такви мали проекти кои што беа стартапчиња, да ги речам. И многу тука сознав каков е тој свет и полека пробував и нешто за себе се направам. Нели, доаѓа викенд, ќе си чепнеш нешто, вечер викаш, серија или дали да чепнам, и така полека правев стартап, тоест идеи развивав. Многу пропаднав, значи 4-5 идеи пропаднаа. Што беа тие идеи? Да, во првен почнав сакав маечки да продам. За време на короната беше тоа. И викам, што ако може, нели, маечка да си испринташ и буквално дома да стигнем, ти си го градиш, нели, целиот дизајн и дома ти стига. Тоа беше како прва идеја. Почнав да ја правам, но се уште, нели, само што почнав со IT, и не ја доистерав до крај. После почнав нова идеја со рентање на станови во Македонија. Тука манката мислам дека беше повеќе тимот, пошто не можеш све сам да направиш.
Имав толку што 2-3 обиди, а 20 беше, може да кажам, предпоследната идеја, таа беше да може онлайн да се даваат совети адвокатите, бидејќи забележавме многу често имаат од типот на само да прашам. И забележавме дека многу време губат во тоа само да прашам. И рековме да направиме некоја апликација што ќе биде како Viber, само можеш да наплаќаш за советите. Превеќе таа апликација и покажувајќи на адвокати, сосема стигнавме до сега што го имаме. Ова беше само еден фичер, сакавме да дадеме AI, со AI да дадеме, ако може само фолдер да се направи, ништо специјално. И испадна сетам тоа се навлекува, дека старата идеја не им беше толку интересна и чекај, ова може би има нешто тука. И се фокусирав и тука више тимот се собра поголем, и од кога се фокусиравме на AI-от, дојдоа Пецко и Мета и заедно го направивме сега што е сега. Кога зборуваш на така си чепка, си создаваш некои идеи, ако може да не вратиш во еден момент кај што си размислувал на тие бизнис идеи тогаш, што се случуваше? Беше како, окей, треба да вложам толку и толку за ова да го добијам, како ќе го направам, како си размислувал, луѓето околу тебе, од кај си ги собирал идеите? Памтам момент, вако глава ми стои, знам дека беше корона, нака не смеш да искочиш, нели карантини беа птен, и памтам како сум у дому деска, нака се згасам светло, пуштам компјутер и само скролам и барам што све можеш да правиш како passive income. И нака имаше милиони идеи има. Стварно има многу. И сега од таа гледна точка бе како зашто за ова луѓе ви давале пари. Пример, ревју да даваш на апликација. Пример, ти дава таскови, ти треба да се знаеш точно да знаеш тие таскови да ги завршиш на апликацијата, да видат уствари они собира user experience. И сега кој би дал пари за ова, или на пример оценување на музика, или некои такви идеи што беа стварно луди, секогаш како луѓе воопшто дават пари за нешто вакво, и константно барав пасив идеја, но афилијат маркетинг исто така забележав, но беше хит тој период. И уште е. И уште е, да. Тоа беше птен бум, кога почна короната, пошто не смеш до дома да изгочиш, доставата беше пикот на доставата беше тој период. И тука нели пробав да развијам некоја идеја, но све ми идеше некако дека треба сам да се изградам од нула, со апликации. Така први почна. Ама да, моментот беше да ресерчав, многу ресерчав да видам како може ствари пасив инкам да направиш. И тоа што го бара во моментот ствари беше повеќе тоа, беше барав нешто чисто колку да капе од страна што би рекле ние, нели? Нека нешто да стигнат и да си работам нормална работа. Ни на крај па не очекував дека ќе биде ова сега денеска што е. Стварно не очекував дека ќе биде ваму. И некако нагло се сменија работа. Као бев one man show долго време, развивав идеја што мислев дека супер. Сега од гледна точка би ја сменил одма, ама развивав долг период и се дека не најдов нешто што стварно функционира што го сакаат луѓето. На идејата што ја спомна е 20. Да. Со ние бевте на стартап викенд 2021 или 2022? Мислам дека 2021. Да, пошто мислам 2022 мислам дека првпат основавме фирма. Да. Што се случуваше тогаш? Што ти се случуваше во животот пред да се случи стартап викенд и пред да отидеш таму? Многу беше. Имаше другарка твоја, Блајка. Така, да. Да аплицираш, ама што ти се случуваше тоа? Буквално немавме никаков не беше планирано. Значи седеме баш памтам кај другарка дома седеме. И Блајца дојде, дечки мора да дојдете на стартап викенд. И тогаш на девојка сега Вереница вика, да, ајде да идеме, ја имам стан во Охрид, ќе идеме. Абе не мисли да сега што е ова настан стартап и викам ајде, добро, може ќе искочи нешто, ама нема скептичен бев. Не верував толку многу. И дојде настанот, почнува и настанот почна многу интересен настан, сега од оваа гледна точка вау. Дури можам да кажам тоа е напред сега што сме. Почна настанот и требаше да дајаме сите идеи, нели? Од екипа мислам 60 до 80 имаше студенти и требаше околу 10 на 12 на идеи да се дадат и после тоа се групираме кој како на кој му се допаѓа идејата. И така покрај тие 12 души кои што презентира идеја, Благица ми кажа, "Дима, иди, си дошол до тука, иди." Екам, не ќам Благи сега. Не ќам правам фама нешто. Ајде, кажи. И искочи баш памтам последна редица, ја пичувам идејата, испаѓа интересно нешто, ја развиваме 3 дена. И мислам дека многу предност ме даде тоа што веќе работе фајти. И третиот ден кога презентиравме, успеавме прво место да освоиме и бев многу. Имавте веќе некој прототип тогаш спремно на тоа? Немаше, буквално беше UI UX.
само нацртано, онака како биле скриновите. И нешто што направивме беше добар ресерч. Значи, на сите луѓе што ги знаевме, пуштивме формулар. Како се чувствуваат за овој продукт. Нешто што забележа дека не го правиме толку често секојдневните денови. Пример, дојде викенд, но толку многу луѓе пишавме. Ме замислам зашто не го правиме тој претходно. Или зашто не го правиме сега со фирма која што развиваме, не го правиме тоа толку често, кој што правиме овој викенд. Еден викенд може да даде многу храброст и таков хакатон ти дава нешто што го немаш секојдневно. Не можам да го опишам чувството, ама друго чувство е кое се таму, инака не се срамиш, не му мислиш ништо, буквално лансираш и ќе видиш луѓето што мислат. Што е, можам да кажам, најдобриот совет за еден стартап, да видиш првин што мислат луѓето, отколку да почнеш само да градиш продукт без да знаеш што мислат луѓето. Пошто секогаш сите се мислиме, најдобрата идеја е моја, ама не е така. Треба да видиш што мислат луѓето. И низ тој процес, тоа беше првиот ветер во грб, стварно голем ветер во грб. И после брзо време беше Гинисов рекорд. Longest Speech Marathon. Да, Longest Speech Marathon. Прв пат се организираше тогаш. И буквално 12 сат ние бевме нека на патување од Еразмус. И Ивана ми вика: "Диме, утре почнува Longest Speech Marathon." Некам што е тоа? Не знам. Најрада многу ќе е јако, 120 екипи ќе има, нели, стартапи. Мајде да аплицираме. Буквално на крај им пишав. У 12 сат беше завршен повикот. Викам: "Ве молам, пуштете ме само да пробаме. Што ќе биде, нека биде. Знам дека каснам. Гледам да само пуштете ме да дојдам." И буквално почиња наредниот ден. Да пуштам повика дека не знам колку месеци беше уназад. Ама буквално не знаев, прв пат бев во свет. И точно текна дека почна настанот. Нели, големо отварање, први пичувавме први ден. Стварно интересен настан, бидејќи таму не знам колку сати, мислам 40 и неколку сати. Мора непрекинато. Да, непрекинато. И после 2 дена не прогласи дека сме како еден од топ 5 победници. И исто и ова беше голем ветер во грб, тука имаше више инвестиција во игра. Многу се мислевме за инвестицијата, веќе и некако и после 2 награди некако почнеш да се размислуваш на друг начин. Што бив дека има нешто, повеќе тоа што го гледам, го лесно испана работа, може да има нешто поголемо. После тоа аплициравме и Фитера исто добивме инвестиција, грант оствари. И тука беше all in. Океј, се почнува, ќе се прави. Само после 6 месеци сватиме дека идејава треба се менува. Пошто сватив. Како изгледаше тогаш идејата за сите што можеби не знаат? Но може да замисли како Вибер на кој што можеш да наплежа советите. Клиентот ти звони, многу често заближаме дека клиенти им требаат или итен совет. Тие ствари највише ги таргетиравме, итни совет. Например, експати доаѓаат, треба нешто да прават, или имаш ти иако 5 адвокати, ама вето треба никој не ти е достапен. Да можеш да најдеш адвокат многу лесно, а од друга страна ги штитевме адвокатите, пошто они имаат, често им доаѓаат во канцеларија, само да прашам. И ќе седи са пола сат напреш муавет и ќе си да, тебе веќе ти гуте пол денот. Тој квалитетниот дел од денот веќе ти го губи. И тука беше начин како може онлайн да се дадат консултации. Покрај тоа зборавме за рурални, например, места кај што пристап до адвокати, да може да се зближат клиентите со адвокатите. Во апликација имавме веќе нешто составено и веќе функционираше, беше пуштивме на адвокати, ама не беше толку стики како моменталното што го имаме. Значи, и тоа можеби ќе испаднеше со поголем труд, но во моментот кога дававме мал хинт на вештачка интелигенција, многу се смени работите. Значи, покрај тоа што си имаш да се збори, буквално замисли како на Viber да си или како на Google Meet, да може од лева страна да има AI чет кој што може со податоците на твојот клиент да збори. Како сега законодавството или одлуките, тук беше буквално само со податоците на твојот клиент. Примерно, тековна за него некои податоци, чисто за можеш да направиш муабет за при самата комуникација со клиентот да можеш да се видиш податоци за него. Интересно што го немаше, тоаш ни GPT што ги немаш ни проекти, ни Gemini ги немаш ти пушта на тие, овие првата фаза на векторски бази. И ова кога направив, мора тука да го убацам им Пецко. Да, он е кофаундер исто и
од цело време работевме. Значи уште пред тоа се деси 3 години веќе работев со него, доаѓавме дома кај мене работевме, беше ремоут. И он за англиска фирма беше заеборен, сите работевме ремоут. И кај мене си куцавме цело време еден до друг. Значи он цел пат го имаше видено на 20 како што се дешаваше све. И ме гледа се мачам со векторски. И вика, абе шо е ова? И викам многу кул работа. Викам пишеш и ги спојува во база нешто по-ново е семантичко пребарување. Значи податоците што ги бараш можеш со синоними да стигнеш до податоците, не мора да е клучен збор. Абе Диме, ево можам 100 пати боле да направам. Викам, ајде, знаеш, Поеле. Да. И седна и го направи 1000 пати боле. Значи не беше 100, стварно го крина врв. И си седим ја и Пецко и сега седиме сме направиле продукт. И во тој момент направивме со сите јавни закони, што се баравме правдико, не знам. Сите закони ги ставиме да можеш да комуницираш со податоци и плюс со твои документи. И сега шо? Го имаш продуктот, не знаеш да прашаш, не си правник. И тука дојде Мето. Мето е третиот кофаундер. Он е правник и он дојде и вика, дечки, не знаете што се направиле. Така, вау, ова е лудо. Споредба со преконати идеја, ова е лудо. Пошто ни преконати идеја ни помагаше многу со 20. И вика, дечки, ова е многу јако, има голем потенцијал, да го правиме. И тогаш он прв пат освари реални прашања, пошто ние единствено прашање имавме, го покажувавме на Димитар Таневски, може да го знае. Добре. Покажува него и не праша кога станува ДДВ обрзник. И сега ќе просто прашање, а него гајаше 100 пати да го прашаш, него. Идеме дома и уште можам да кажам ден денес тоа не е на дефолт прашање, пошто не лесно е 2 милиони, знаеш. Или го гај или не го гај. И тогаш почнаме стварно утињаше, многу беше тешко на почетокот. Многу беше тешко успоредба со денеска како го развивавме. Контекстот беше многу мал, значи ти можеш да ме дадеш само помалку од 4000 збора, а еден закон ти е огромен и стварно беше многу тешко да стигнеш до точни информации, пошто AI-от не беше толку развивен како сега, што денеска е многу полесно. И во тие моменти развивавме и доаѓа Мето и вика, абе дечки, супер што пребарува закон. Дали може договори да прави или решение или нешто? Ја кажам, што е тоа, што ќе ти договор, знаеш? Ја и Пецко такви девелопер не знаеш од право ништо. И нека па дечки слушате, вика, токав ресерч правиме, вика, за на крај да направиме да изготвиме документ за клиентот. Аха, добро, и пробувам и му вади договор. Да сватиме, чекај, ова е нешто многу поголемо од тоа што очекував. Значи више може да пребарува закони, може да пребарува одлуки, може интернет да пребарува све и плюс да ти прави тебе документи. Што стварно стана, бевме као, вау, окей, ајде да видиме што е наредно. Додававме и одлуки и други податоци и почнавме да бараме кој е таргетот. И само случивме на адвокати и сметавме дека е најдобар таргет. Почнавме со нив, но сепак довлежавме дека и многу компании и фирми им треба. И тука прв замав осетивме од банките. Многу банки почна да доаѓаат и викаме, чекајте, вау, нели многу заштитени, многу се. И стварно се имавме посветено на security, бидејќи претходно исто знаевме дека е многу битно за адвокатурата, но сега беше real deal, веќе моравме да ги правиме овие работи. И се стегнавме со безбедност, security, све до максимум и откој успеавме со банките маце да се поврзуваме, забележавме дека доаѓа некои од други фирми, викаат, слушај, кај мене не може од фирма да го истуркам, ама јас си го користам многу често. Тоа беше интересно дека луѓе почнале од фирмите сами да си го користат на своја рака, приватно си го земаат и пробуваат да го туркаат кај нив во фирма. Што сватиме дека ова е поголема корист има од тоа што мислевме. Ние сме само да адвокати ќе помага, ствари сватиме дека све користи. Значи, дали нотари, фирми, дури збориме фирми што не се поврзани со право, никако. Збориме стварно се да не ги набројам, стварно фирми со други области почнаа да земаат очигледно дека им треба. И тука седевме, чекај, ова има стварно поголем маркет и со време се стремевме како искочиме надвор. Веќе за Македонија станавме стварно нешто, пошто немаше конкуренција, нема никој, први бевме момент. И рековме да лансираме во други држави, дури сме први, да фатиме што е можда повеќе пазар, бидејќи сепак кога си прв има разлика. Друг е моментот. Точно. Така пробавме во Србија да влеземе и интересно е што бевме поспремни кога влеговме во Србија, многу подлатко влезе. Одма почнавме да имаме прилив, више не бевме во минус.
поспремни, мислам дека за тој пазар. И со време најавме, нели, како и во странство, сега више сме на добар пат, сега више имаме со 15 законодавства имаме, што е стварно обемен пазар. Може да пофалам дека продаваме веќе во други држави, имаме во Португалија продавање, се шириме се Турција, Полска. Честитки. Фала многу. Ке ни треба. Да. Да, доколку. Пауза. Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Среќа бар и Среќа Росидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Колку прекрасно, мислам си жена тоа што се случувало претходно. А оно што ми многу интересно мене за фактум е дека како стартап баш сте ги поминале сите настани, сите моментуми во заедницата. Мислам дека и многу луѓе биле инволвирани, сакале да помогнат, давале совети, биле поддршка, значи една од ретките приказни кај што толку луѓе биле инволвирани во растот на самата компанија, што мене ми е особено интересно и верувам дека тоа ви помогнало. Сега кажа дека за 20 сте добиле на грант. Кога како компанија се одноваше Фактум, кога дојде и до името Фактум, да дојде како такво, да не е веќе е 20 и во таа структура дали има некоја инвестиција или само првичен влог од основачите? Одлично. Сега ќе ти почнеме првиот дел. Да, многу помогна луѓе. Можеме да кажеме дека Фактум е направено школски пат, би рекол. Буквално си почнавме од настанчиња, идење, нели, консултации со сите што се во тој круг и буквално школски пример, мислам дека сме. Верувам да и други има многу вакви, затоа многу ми се свиѓа и екосистем во Македонија што го има за стартапи и стварно гледам дека расте и многу ми се допаѓа и сега извини ќе се вратам назад на прашањето, како се свична Фактум. Почнавме со 20 и буквално на пола проект од Фитара. После 6 месеци, веќе година да навеше целиот проект, на 6-тиот месец веќе рековме дали може да менуваме. Веќе сфативме дека нема да биде старата идеја, ќе се префрламе во новата, дали може да направиме хибрид или нешто и се консултиравме во константна комуникација со Фитара бевме. Значи мора да ги пофалам и менторите од Фитара, стварно цело време помошни даваат, цело време беа со нас. И како што кажав, во константна комуникација со нив ги прашавме за сите процеси, што смееме да смениме, што не смееме, како е процедурата и баш на пола година реков мај да китеме со името Фактум. На мето му текна и стварно топиме, многу сакаме. Сега има маца компликации. Да, ама на мето му текна и топ идеја, многу сакам името. Сега уште не го даваме. И од тој момент земавме и многу як маркетинг тим и сфативме дека они беа поспремни можеби од нас. Да кажам, маркетинг тимот беше поспремен, ние што бевме со продуктот. Рекоа тај дечки пуштаме од февруари реклами и све и ние кренавме рачно. Уште не бевме среќни од продуктот. Кога сме развивале, не бевме среќни и можам да кажам дека таа година, значи веќе би рекол дека 8-9 месец од почнувањето на Фитара проектот, веќе имавме нешто убаво, искочија нови модели, нови AI кои што беа поевтини, попаметни и веќе кои ги вградивме одма со сите голема разлика. Веќе прашањето во брзини ни го одговараше. Многу побрзо, поточно. После тоа покомплицирани прашања, кои што стварно требаше многу ресерч и веќе го дававме на тестери да го користат и веќе имаа стварно некои тешки работи се најдни законот. Не беше више лесно. Стварно имаше challenges и тие предизвици успеавме да ги надминеме со многу работа, многу агенти, начин на размислување, го доучувавме, правевме разни типови на векторски пребарувања. И тој период 9-10 месец веќе бевме среќни со продуктот, рековме дека ќе лансираме, ама уште го државме. И буквално година дена од Фитара веќе бевме со продукт, стегнати, спремни маркетинг, спремна веб страна, све беше буквално 12-тиот месец. Спремно за лансирање. Лансирање, да. Го брзавме, мислиме 6 месеци уназад да ќе бидеме, не беше. И вајда нормално. И рековме Фитара, слушајте, ние можеме сега го завршиме проектот, ама ако ни дадете уште малце време, барем ни продолжите уште некои 3 месеци, ќе можеме ги доработиме работите да е стварно пропер. Оно кој што треба ќе завршиме продуктот и ќе може више нели приливи да имаме. Да не се брзаме. Не рекол, окей, нели пак во процедура, во комуникација со менторите, и го лансиравме на денот кога се поврзавме со една адвокатска канцеларија
јака адвокатска канцеларија од Србија. Мгм. Они имаат тука настан. И рековме, окей, чим искачаме да збориме пред толку многу адвокати, ајде чисто нека биде тоа launch date. Мгм. И рековме од тој 21 август, ако добро памтам, рековме идеме и пуштивме од тој момент реклами, пуштивме настани, пуштивме све и драстично скокна. Имавме до тој момент 170 корисници, за 2 месеци стигнавме до 3000. Што беше стварно голем раст, не очекувавме толку многу ќе порасне, бум се деси. И рековме, ова е стварно јако, ама почна по многу трошкови да доаѓаат. Леки нормално, сите бе фри юзери. Многу исхендлавме и тој дел. И после тоа само продолживме со маркетинг и од лансирањето после 6 месеци ова се случува не лани прехлани. Значи му доја да, 24-та. Да, 25-та беше ова случај. Да, така му доаѓа. И памтам дека 25-та прв пат рековме ајде Србија. И беше како Србија. Као ај Македонија знаеме закон, знаеме све, како Србија. И свативме дека ако почневме од друга држава, не од Македонија, ќе беше полесно. Многу полесно. Многу фактори. Многу фактори. Значи, од податоците со кои што работи Фактум, што реше сами да си ги правиме, буквално билдавме од нула нешто што немаш потреба од другите држави да го правиш. Значи, кај нас буквално не е така законот достапен за сите како што е од другите држави. Дури и самата држава знае истото. Да. И дури зборевме со многу, нели, што ги даваат овие закони, и кажа случајте во странство ова не е вака. Више ако правите стартап, пробајте странство и самите ни кажа, пробајте странство Македонија, ќе заглавите. Заглавивме стварно многу и во моментот кога направивме продукт за Србија, значи 25 февруари, прв пат го направиме српскиот и кога сватиме српскиот колку побрзо иде и како е све достапно и структурирано, успеавме за малце месец, за 6 месеци успеавме више 15 други легислативи да ставиме. Значи македонскиот години и пол го работевме, другиве ставивме за пола година ставивме 15. Више и мењето што го фативме и стосот. На другата разлика е исто така и маркетот. Во Македонија маркетот е многу помал. Например, ако ти идеш во Србија или ти идеш погоре, да речеме, Полска да отидеш, имаш адвокатски канцеларии од 100-200 вработени. Кај нас најголемите 20 вработени. Дури да отидеш ти кај најголемите 5, пак немаш толку многу маркет. И пробавме ние со сите најголеми фирми што може, зборевме и го немаше фидбек како во Србија или во Полска. Пример, во Србија отидовме, една фирма беше 180 адвокати. Кога на 80 адвокати им дававме лиценци, беше повише него Македонија што имаме продадено од цела година. Што стварно нагло скокна. И после тоа почнавме размислуваме, слушај, да идеме во други држави кај што веќе стварно е поголем маркетот и не треба да збориш со 1000 луѓе, треба со еден да направиш добар муабет и направиш многу добар дел. И тука седевме големата разлика, дека е полесно во странство за нашиот продукт, конкретно зборам. Не е за секој продукт така би рекол, ама за нашиот беше таква приказната. Но сепак, горди сме се, тука што сме се, некако си го имаме како наше, топло не е такување, супер е. Ама се трудиме цело време надвор да видиме што како ќе испадне. Еве сега моментално отвараме фирма во Естонија, сакаме таму да префрлиме, зашто мислиме дека таму по-убаво ќе биде. Интересен е концептот кај балканци, можеме да кажем. Балканци сакаме, ако може да не е од тука, ако може од Германија да е, од Америка да е продуктот, знаеш. А во нивните држави па сакаат од таму да. Например, ако идеш во Германија, сака германски продукт да. Не ќе да е странски, сака од тука да е, од неговата држава. А кај нас само да не е наш. Многу Јасно. Сега цраме, знаеш, се мислиш како да го лансираш продукт, како се представиш. И ова е драстична разлика што заближавме. Ама многу стартапи кои што доаѓаат од тука најчесто го имаат тој проблем за од каде се и од каде доаѓаат и слично, така да мислам дека тоа е преми со други основачи кога ќе разговараш нешто што сметам дека е заедничко како предизвик со кој што треба да се соочиш, да пресметаш како ќе изиграш, можеби зависно од кој е следниот чекор. Сега тие што не слушаат моментално, од прилика мислам дека разбраа кои се можеби некои можности кои што ги нуди Фактум како еден правен асистент, но ајде подобро да им го објаснеме.
Значи за кој наменето како функционира и кој е фидбекот кој што моментално го добивате, бидејќи моментално фактум има над 6000 корисници, меѓу кои како што кажа не се веќе само адвокатски канцеларии, туку се веќе корпорации, банки и слично, и веќе не сте само во Македонија, туку сте присутни во други држави. Така да, ајде да пробаме да објасниме што се добиваат корисниците денес преку Фактум, како им е возможено тоа и кој е фидбекот кој што го добивате од тие корисници. Ја пробам лесно и кратко. Како елеватор пич. Буквално Фактум најлесно да го сватат сите е ChatGPT да го знае законодавството. Тоа е најлесен начин да се објасни. Буквално и така почна забележавме дека има фалинка во ChatGPT, дека греши во тема во која што не сме да се греши. Значи во правото една запирка многу меѓа. И најавме начин како ствари го научиме ChatGPT не греши, конкретно за македонско законодавство. И тука даде исто многу интересен податок што го научивме ние многу рано. ChatGPT ни сами не беа свесни колку е добар во јазици. Тоа е многу интересно. Ни самите луѓе што го прават ChatGPT, Anthropic, Gemini, не беа свесни колку е добар во странски јазици. Пошто ние од Македонија си дојден, така и на крај памет не очекуваш да знае македонски. Да. А толку многу добро го знаеше македонскиот јазик. Тоа многу не изненади. И рековме, оке, више чим го збори јазиков, топ, да е само да го доучиме со материјали. Така да најлесен начин ќе повторам AI кој што го знае македонско законодавство, моментално е доразвиен кај што е пофокусиран или да може документи да прави и плюс да пребарува одлуки. Тие се многу потешки за пребарување, бидејќи за разлика од законодавството, одлуките се многу повеќе ги има, преку скоро 1 милион одлуки има и многу се слични меѓу себе, има слични одлуки и потешко е за пребарување, но сепак и тоа го совладавме. И последна работа што даваме сега е за повеќе законодавства. Интересното е Фактум као продукт е што моментално работи за повеќе законодавства наеднаш. Пример, имаш фирма во Англија, еден од основачите у Турција, да речеме, ти сакаш во Германија, значи фирмата им може повеќе законодавства да ги врзат, ете да назад одговор. Ова нешто го забележуваме дека долго време го немаше, сега верувам дека може да го извадиле некој. Долго време беше реток продукт да можеш ти покрено законодавство, да можеш многу законодавства заедно ти ги пребара. Значи паралелно да види што се дешава и да ти ги спои. Дека најавме многу примени. Тој да и многу клиенти дојде со многу нови идеи што не ги очекувавме. И да, буквално тоа е тоа вака на кратко како може да го опишам. Иначе можам да верглам може цел ден да раскажам што све. Кој е искуството моментално за клиентите? Како тие го чувствуваат? Знам дека на подготовките кога разговаравме ме кажа дека има некои луѓе кои што толку им е дел од нивната секојдневна рутина во поврзано со правната работа што не може да си го замислат секојдневието без. Да, интересно е. Тотално. Толку што им влегува во тој процес. Да, и мене ми изненадува шеф, звари би рекол. Ама пошто ја почнав многу да користам AI во секојдневието. Забележувам дека стварно не се живее некојаш. Има една убава реченица што има кажано Илон Маск, вика еден Excel моментално може да замени цела зграда на вработени да прават калкулации. Значи може да замислиш колку многу мене една програма. И сега замисли од колку многу е појак од тоа што сме го имали сега. Така да многу работа може да се заврши со една програма. На многу крати време. И забележуваме дека адвокативе буквално телефони викаат, имавме момент и менувавме модели. И ни вика една, дечки, нешто не можам да се логирам. Дали ќе може за кратко или достан за друген. Пошто вика, поише ми се исплати, вика. Поише тоа да го чекам неколку дена и да завршам работа, отколку вика сама да фатам мануелна работата. Што стварно ми изненади. Вика, јас знам да правам мануелно све, знам да ги завршам работите, ама ми се исплати толку многу време вика ќе ми скрати, што ја би седела овие 2-3 дена би си уживала и вика ќе завршам све работа цела недела за 2-3 сати. И вика, вау, ова е многу добар фидбек. Као не очекувам толку до толку работа, пошто сепак знаеш, јас сум ја и Пецко може да кажам, девелопери не знаеме до кој степен. Мето му е тотално јасно до колку е моќно, ама нас уште не ни е влезено и уште се радуваме на вакви фидбекс. Така да, многу стрекни. И имаме, интересно, често ме прашуваат дали сте имали скептични луѓе за Фактум, и сме имале. И многу интересно, имаме неколку примери. Еден од тие, буквално правихме cold call со Пецко. Значи, тоа збориме во времето буквално на клупан, или кој кажа, седевме вака, немаше ништо.
И Пецко ми рече, а ја Пецко, пошто без тие јесен или идевме. И Пецко ќе рече, абе, дај зи ми звони. Пошто и јесен или без тоа веќе звониш, бараш. Нема стран. Просто текна. Да. И вика, ајде више. Си го пробал, терет звони. И така звониме и после време ни звони нас некој. И да ни звони нас адвокат, во е многу јако. Како реагираме сега? Да. И тука беше моментот. Здраво, јас се звонам да се карам. Како ме звони? Добро си најавил. Да. Да си скараме. Викам, хајде, знаеш, и кажува, ова нема никада не смени, нито. Каме да, не е ни тоа планот да ве смени, не може века да смени. Далеко од тоа, чисто да ви помогне. И нели моментално работиме со ваши податоци, со закони, ќе додаваме и судска пракса, односно одлуки, испребарување со тие. И така беше моментот, уште го памтам. И судска пракса, а да ме бараш, како ќе направите судската пракса? Така сега ние клиент моментално. Тогаш ќе се докараме. И многу интересно дека има таква транзиција од недоверба на крај испаѓа, нели, доверба кој ќе сватиш колку многу ти врши работа на станува си како мора некојаш да го користиш. Се го спомна претходно моментот дека сте имале како 170 корисници на почетокот кои што нели бесплатно го користеле Фактум да тестираат и слично. Сте размислувале тогаш кога ќе биде моментот кога веќе ќе почнеме да наплаќаме за Фактум? Кога стигне моментот да ги да платени клиенти? И како се случило тоа, бидејќи сега како го почнуваме тој разговор со клиентите тоа сега кои што ги користеле услугите? Мислам дека е многу беа тешки првите 3 клиенти. Може да кажам дека првите 3 клиенти беа потешки него после 100 да фатиш, барем така се назмеше. Звониш на почетокот и накан што е тоа сега? Што ми нудиш човек нешто не видам. А баш има ние бранша што се адвокати и тие се не се може да кажам дека не се толку технички, нели, настроени, не ќе многу нови технологии, како што сме ние IT. Ние прави IT многу сакаме, свеше ново, дајме да го пробаме. Адвокатите не се толку така, нешто не сака да си прочитаат, се сака документ, се сака полека и детално да си ги фат работите, технологијата не им е толку, нели, пошто навикнати се на листови. И скептични беа многу на почетокот и буквално звонивме и ги убедувавме. Слушајте, да лудо, само седнете со нас. И најтешкиот дел беше да седне некој со нас да направиме обед. И свативме од кога седнаа луѓе со нас да направуваат, го купува. И тоа беше најтешкиот дел, некој да седне и да види што е возможно. И кога ќе видеа, автоматски сваѓавме дека го купуваат и после беше тешко како да ги донесеме до состанок. Интересното е, можам да кажам, третиот клиент кој што дојавме, баш памтам, дојавме еден први мора да пофалам првиот клиент. Да, тоа е најинтересно. Првиот клиент, сега да не именувам, беше албанка која што го виде продуктот, поверува, го плати и уште до ден денес го нема пробано. Значи тоа е многу интересно. Стварно. Не се реков готово, не гасиме. Тоа вечно нека има инфинити. Да, нека има до постоењето на Фактум ќе има на пристап. И многу голем ветер во грб беше. Значи првиот човек што не го зема, се уште го неше пробано, рече како не виде дечки ве гледам се трудите, правите нешто со алал нека ви. И ни ги плати на рати, ни пушти све на време, све таман. И да, многу интересно што го немаше пробано. Го нема се уште. И после преку другар се поврзавме со една канцеларија, тие ни зема и истиот ден туковме хајпнати, доаѓаме со Пецко на Валерија, како јако тај уште звониме. Тој момент, војко од сега успеваат работите. И седнуваме на кол и кажаме само што отвориме таа ни го виде хајпот и вика дај жена. И трите ги затвориме тука и голоче ни беше 3 да фатиме. Се оствари буквално така во еуфорија и после третиот клиент беше стана полесно. Веќе имавме фидбек, веќе знаевме, окей, ова се панчлайнсот, ова е хукот, функционира, беше многу појасно. И дојде моментот нели на лансирањето. До тогаш звонев, мислам, кој 6-7 души фативме. Многу до моментот на лансирање, чисто луѓе што плаќаат, чисто да видиме како функционира. И знам, памтам, го лансиравме и имавме стајано нов јузер кој ќе се логира, на Discord да ни стигне нотификација, пинг, нов јузер. И исто така ме стајано, ако кликне да плати, исто да ни стигне нотификација. Тинг. И сега слушаш тинг, 3000 луѓе стигаат нотификации. Ја викам, Пецко, ги гасам овие, само нови јузери стигаат, да ја друга, да кликне нешто. И така, камо го кажам тоа, правам кафе, слушам пинг. Викам, пак, ама нели ги мјутнав и гледам,
Платил 500, некој онлайн ни плати, леле, фешти тука. Презрекни бевме, прв пат у живот. И тоа беше првата онлайн наплата. И од тоа после почна да си тера све. Каков моментум? Да, така. Баш убаво. Сега, кога зборуваме за моментот на првите платени клиенти, кој беше бизнис моделот тогаш и дали се уште истиот? Но е различен. Се менуваат работите сега. Знам дека има 3 пакети моментално. Да. Кои што кинуите претходно било поразлично. Претходно имаше, мислам дека еден беше порано. И дури на почетокот почнавме, нели на почеток си треба доверба да створиш, треба некои звучни имиња ако може да ги добиеш. И баш за вчера се смеевме буквално колку ефтино сме го давале тој период, колку сме идели у минус, ама чисто заради нели доверба да создадеш, да добиеш клиенти. Точно можеш да тестираш. Да, мораш и дури сега се смееме, ама па тоа е тоа што не донесе до тука. Така да мора во некој момент нели поевтино да идеш и Колкави биле цените тогаш? Многу беше ниско. Знам дека тогаш давме, памтам дека имавме пакет, многу го теравме тој пакет, 3 лиценци за по цена од 2, што беше вкупно, по една лиценца мислам дека беше околу 500 евра, че добиеш 3 лиценци за 1000 евра. И тоа беше преевтино, дори можам да кажам на првите што им дадовме, овие топ 3, нели, и тие што купија повеќе, мислам дека давме 6 лиценци за некои 2000 евра, нешто, може помалку, може 1000 евра беше нешто, стварно нешто символично, колку да тера, тоа не го ни покриваш ни вештачката интелигенција, не го покриваше тој трошок. Ама пак рековме, ајде нека иде, чисто колку да имаме некој, нели, да користи. Сега е многу, сега е поскапа, сега е една лиценца 1000 евра моментално. Така да имаше транзиција, ама по друга страна продуктот порасна и имаше што да дадеме веќе. Веќе рековме, окей, ќе правиме нови фичери, ќе подобриме апликацијава. Тоа што било окей, нека остане, ама дај да направиме нови можности кои што ќе се допаѓаат на луѓето. Така да, и тоа за процес, ама добро е се. И сега имате 3 пакети, може да ни откриеш кои се цените сега што добиваат клиентите од нив? Треба да пробам точно до денар кој се, ама имаме 3 пакети, значи месечни и годишници. Месечните си 1500, 3500 и 6000. Значи Basic, Standard и Pro. И годишните се буквално истите, само по 10. Значи има за, како му доаѓа, за 15.000, 500 или 600 евра беше? Да, 600 евра е стандардот и Прото е 1000 евра. Да. Така што тие што се заинтересирани можат. Да, комод. Ќе имаме во биоопис и пристап до вашата страна. Ќе ставиме таму линкче, да. Да. Сега покрај сите овие промени што се случуваат со клиентите, тоа верувам и дека внатрешно ја менува структурата на тимот, на колку сте, има потреба од простор и слично. Како се случува тоа? Знам дека сега имате канцеларија кај Собора. Да, тоа е интересно што ние новите канцеларии, тоест немавме нови канцеларии, немаше стари канцеларии. Стари канцеларии беше кај мене дома. Сега ми куцавме. И дојавме ја Пецко и Мето и нека август, првиот вработен ни дојде Виктор и он дојде дома и многу интересен момент. Чекај, он дојде да работи кај тебе дома? Да, буквално дојде дома да работиме. Вработен дома. Каква ситуација. И многу интересен момент Тимон што ни го кажува често. Пошто ревизија исто има работено. Тоа се работеше допред да дојде и ајде дечки да кажете бројките да направиме математика кај и прави бројките и вика ја ги гледам бројки, кај се зезнав. Кај тоа е тоа. Ова нема шанси, а ние викаме пута 10 кидаме за 2 месеци. Не е возможно. И тоа беше интересно многу. И влеговме у канцелариите и одма со сите разлики и стварно за многу мал период стигнавме, ги поминавме дори целите што ги имавме. Него беше стварно уште мој фасцинантно на денеска, често го збориме тој момент, пошто беше како еден мал скок од таму кај што бевме. И нека докај септември бевме 4. Септември до сега се деси еден бум раз, сега сме некои 15 души, што више станува потешко, забележуваме дека треба уште луѓе се вработуваат. И многу е тежок моментот дека бевме 4 допред брзо, 3 допред брзо. И најнашка треба не е више да куцаш код, туку више треба да делегираш таскови. Веќе треба да делегираш и веќе треба да водиш тим. И многу е овој
тешка не е, се уште не е тешка транзицијата од тоа што сме работеле од ова. Пошто си викаш, чекај да го објаснам, ова можам сам да го искуцам. Ама не е тоа финтата. Финтата е да можеш да научиш една генерација која што може нели после да се шири и да расте. И тука е многу тежок дел, но мислам дека се сноѓаме и добре. И имавме препреки, има некојаш е тешко со комуникација, тешко со водење таскови. Има предизвици, но мислам дека иде и окей, сега сум среќен. Како се промени твоето секојдневие во работата од претходно денес? Покрај ова што зборуваш за гоцањето кон, што се случува денес во Се смени. одговорности? Па можам да кажам дека до септември, мислам дека 16-18 сати куцав на ден, што е многу сати, значи многу сати. Се будев, запјав, ама беше многу интересно. И уште ми е интересно. Прича некако си го имав заменето со старото хоби, порано имав други хобиња и некако реков, чекај да го сменам тоа што го правам со нешто поинтересно. Така да куцањето уште не го гледам како работа, ми како хоби. Многу ми убаво. И мислам дека многу девелопери ми е така. Се сакаш некако купува тие кои ќе проработи си, преако. Но од септември нааму веќе не можам толку многу, немам толку време. И од друга страна гледам, се го стабилизирам сега животот, немаш цела на компјутерот си. Така да кога дојдов канцеларијата, кога почна тимот да се шири, осеќам дека после работа веќе тоа е тоа. Значи 5-6 сат работам и после тоа не фаќам компјутер, што е стварно голема промена од порано, а сепак работи да се движат. Така да осеќам дека се движи, пак нели мораш да имаш малце и живот. Али сепак делот што го истуркав, не само јас, зборам и за Пецко и Мето, пошто и они многу работеа. Буквално лани ова време имавме две работи. Значи го туркавме и Фактум и плюс сите си имавме работа посебно. И кога официјално сте фултайм Фактум? Лани април официјално сите тројца се префрливме, а април требаше канцеларите да дојат, сега ми текна каснеа 2 месеци, а дојдоа покасно и се префрливме. Така да ова време лани буквално сите си бевме со работа. Што е интересно, за една година се менуваат многу работите. Ама јако работење, грајндање до крај работевме. Додека сме тука, има една личност што сакам да ја споменем, бидејќи да не беше тој, можеби немаше да снимаме денес, а тоа е Васко Карангелевски. Многу не пофалби да Васко. Периодот. Легенда. Сакам да прашам што е нешто што си го научил од него? Секој ден учим од него. Последно што ти останало? Не знам, водење на sales team. Тоа се го поминале со него. Вчера го правев, ми само сме гледаме вчера, ни го собра тимот и кајде да видиме нели како иде sales. И буквално што ги имавме стандардите и процесите, сме као со Мето се гледаме, ова треба дев да го ставиме, као мора Пецко утре доаѓа го правиме за дев, како истите планови многу добри на системи има, стварно човекот е next level и многу ни помага. Многу ни помага во процесите и начин на кој што ги вршиме работите, многу системи донесовме, многу се осеќа, не знам, различно кога ќе збориш со некој што бил таму. Значи он видел како е со големи јаки фирми, нас не старта прв пат нели. И кога ќе дојде некој таков човек, многу друго гледање имаш, него гледаш како е човек што го видел тоа. И многу ни да комуникацијата со него, многу е човекот, звезда, многу го сакаме. И да фалам многу што не поврза. Ај сега не го фалам толку, ќе речем после плата нова. Долу банача, Васко Карангелевски. Не, фала му навистина многу, мислам, присутен е во многу активности ние тука што ги правиме во Стартап Клуб Скопје. Имаше еден период, мислам дека секој утро го гледавме тука, особено пред самитот. Знам дека го спремавме самитот и Васко секој ден со кафе беше тука во Среќа бар, значи обавезно. Прво со него се поздравував, после влегов да си го видам тимот. Значи, нека насмевка ти дае Васко на купот да се наш. Таков момент беше. Ама сакам да кажам дека многу луѓе исто во заедницава мислам дека дефинитивно помагаат и на други, има многу размена ресурси на нешта кои што некои нешта кои што се случуваат денес и во тоа ние што го работиме не би биле тоа што се без луѓето како него и ред други. Гледајќи од овој аспект и стадиумот кој што го има Фактум сега, кај што можеби не сте толку рана фаза, туку можеби одите понатаму на кај growth и scale и слично, бидејќи веќе таргетирате и се отпочнати на други пазари. Од оваа гледна точка, што е нешто што сметате дека можеби и треба повеќе на нашата заедница или ви треба вас како Фактум и треба да го возможиме? Вака, го имам често мислено, пошто ова прашање често искача. Вака, од моја гледна точка,
нема многу што би подобрил од моја гледна точка, бидејќи ја го имав баш школскиот пристап и буквално ако го пратиш патот, успеа очигледно. Пошто не буквално од нулата, буквално со стартап викенди, со нетворкер, со настани, со све, си го пратевме тој процес и стварно успеа. Така да ја би поише би ги охрабрил младите да пробаат отколку стартапот толку многу се менува. Значи, оке, стартап системот мислам дека може нели појака реклама да поише луѓе да стигне. А пак ја мислам да луѓето да почнат да веруваат. Пошто мислам дека многу луѓе не веруваат или не знаат како да стигнат до овој свет. И што мислиш зашто е тоа така? Не знам за другите, ја кажам од своје мислење, не знаев за овој свет. Не знам, да не беше Благица, немаше да знам за овој свет. Значи буквално нели пошто работи со стартапи, речете дојдете видете. Да не беше она, не знам како ќе дознам на друг начин. Еве на пример и за вториот настан што беше Guinness of Pitch, не знаев, ја слушнав од луѓе, на word of mouth. Најдобро е word of mouth, нели? Ама би бил убаво ако може некаде да го видам. Сега не сум јас, можеби репер, пошто не толку седам многу на социјални мрежи. Не сум толку пошто сам нели YouTube гледам некои така работи, Instagram и Facebook не ги гледам кај што најчесто и се рекламите. Ама нема видено. И не знам. Ако можеби ако стигнам, пак треба некој да ме повлече можеби. Исто како со Без што беше или со Erasmus или со други се треба некој, мислам да го види тој пат и да ти рече дојди, не е толку страшно. Например за Erasmus многу било страшно, или идеш праќаш се од гледна точка 15 години дете иде не знам у Германија или не знам каде да седи со непознати. И сега ако ти дојде некој ти рече баш така ми седи си мене. Рече другар дојди, супер е. И ти треба таа доза на дорба и некој да те повлече можеби тој свет. Така да мислам дека исто може би помогнало на стартап заедницата, но како што кажав, од моје искуство сум многу задоволен. Епа, ако сега ти треба да му кажеш на некој, не ето. Да. Особено ако ти се обратиме на луѓето кои што можеби имаат некоја идеја, некоја бизнис идеја за која што размислуваат или веќе, не знам, се собрали неколку другари, отпочнуваат нешто, нешто што е многу слично на тоа ти што си го живеел претходно, што би им кажал на тие луѓе кои што можеби случајно не го слушаат нашиот разговор денес? И да ти пробајте, буквално. Буквално дојдете и идете на сите настани што се, буквално сите заедници што се во Македонија, убаво е да се учествува на овие настани. Ќе се научи ако ништо друго од моабет со колегите, значи со peers. Ќе видиш некој друг имал стартап и ако направиш со него моабет ќе ти даде некои перспективи многу различни. Пример, бевме на вториот Гинисов рекорд кој беше настанот и многу другари собравме. Значи повеќе беше нетворкингот што го направивме со луѓето на самиот настан. Буквално советите што ми ги дадоа луѓето многу сменија. Например, Диме супер ти е лансирај побрзо. Направи вака. Значи и меѓу себе што ги давме советите многу сменија. Така да мислам дека и се уште сум со многу луѓе на телефон, што зборам уште првиот Гинис што беше. Уште сме на телефон со победниците, уште си правиме моабет и некако се туркаме. И тоа можеме да кажеме дека на сите не се смени идеите. Значи тие 5 што победија пред 2 години, 3 уствари, нема везе, сите имаат нови идеи. Значи сите ги смени идеите, сите пивот направија, а му успеа, пошто мислам дека карактерот на луѓето остана. Како видео ветер грб, знаат како дека е возможно и некако смени идеја или што е да сменија маркет или слично, ама пак успеа. И тоа многу ми се, значи пробуваат и се трудат. Знаат дека ќе успее и се труди. Тоа заслужувам и јас го имам заприметено, особено тука во нашата инкубаторска програма, пошто се тимови кои што доаѓаат, кои што се баш на почеток и работа 3 месеци заедно со програмата, со ментори и слично. И денес кога ќе ги видам на пример тимовите од имам идеја 1 и 2, значи можеби не се на истата идеја, но се уште работа, дел од нив лансира продукти сега за време на Startup Revolution не е самет, што е супер да се види тоа дека после година 2 тие се уште граат нешто и го чувствуваат тој порив дека сакаат да создаваат. И мислам дека имаше луѓе, знам, имаше луѓе кои што дојдоа на инкубаторската програма каде што комплетно им се промени перспективата за како гледа во однос на некои проблематики, работи и ги има најважно од се луѓето на кои што можат да им се обратат кога им е потребно нешто или кога им е потребен некој контакт, што е многу важно. Многу е важно за контактите да ги имаш. Пошто ти треба и некад си утесно и ти треба некој мал пуш од негова страна, може изгледа, ама тебе многу ти меја.
Ја може да пофалам Славчо, со Коман што беше. Мене многу ми помогна за време на фитера. Сме заедно во ист период фатено проект и тие неколку совети мали што ми дадат, стварно многу сменија. Стварно многу турка. Сега може да го прашаш него, може не му текне дека сме збореле по телефон, али мене многу ми смени, да. Така да, дефинитивно се сложувам од тој аспект. Кога ви го спомнав Startup Revolution и Summit, ние веќе почнавме со подготовките за оваа година и тука сакам да прашам, кога станува збор за можеби новите трендови во вештачка интелигенција и сите платформи и продукти кои што се присутни моментално, што е нешто што треба да го имаме на ум при спремање на агендата за Startup Revolution и Summit, што е нешто што е ново, што сметаш дека треба повеќе да се зборува, особено ако доаѓа од техничкиот свет, што сметаш дека повеќе луѓе треба да се запознаат со одредена технологија, кој што допрво ќе се развива или ти моментално истражуваш, следиш, гледаш? Па, новата технологија стварно брзо се развива. Мислам дека до моментот дождоја настанот веќе ќе бидат нови платформи, нови идеи. Иако пример ги знаеме че GPT нели беа хитот и најголемите, веќе не се у таа позиција која што беа тогаш. Више стануваат нови AI искачаат. Некои што воопшто си мислат дека нема да бидат јаки, доаѓаат на сцена, например, као Anthropic што е. И ќе кажам, секојаш треба да се има open mind за новите технологии, бидејќи дори тој што изгледа мал, можеби ќе направи нешто што не го очекуваш. Пример, сам многу ги почитувам Anthropic, кој што беше фаундер искочен од ChatGPT, буквално рече ова нема од OpenAI, односно, зашто ова не е безбедно, што мислам, и отвори своја фирма Anthropic. И таа фирма буквално беа многу мал стартап, без никаква, со мала поддршка беа на почетокот и успеа да најдат ниш. Успеа да најдат програмери. Дека ние на програмерите ќе помагаме. Као остаи цел свет, ние само на програмерите. И стигна туку многу јаки алатки што моментално се хит. Сега имат, можеме да кажам, најдобрата програма која што може компјутерот ја контролира. Што е многу јако. Ти може буквално да се збориш со твојот компјутер. И он ти прави документи, ти изработува, ти средува, ти ресерча, буквално може на лице место програмата ти направи да собере податоци и да ти врати. Мислам дека наредна година ќе биде многу поразлично. И не знам, мислам дека ќе наредни 5 години ќе бидат многу интересни во оваа сфера. Кога веќе зборуваме за наредните години, кај го гледаш ти фактум за 3 години од сега? Па 3 години е долго време, али до тогаш сигурен сум дека веќе низ цела Европа ќе бидеме. Размислуваме, веќе многу размислуваме за Бразил. Бразил ни е еден од така што ги меркаме. Мислам дека интересно е што за Бразил не знаевме. Ќе ти кажам една пригазност пат како испадна. Бевме на Web Summit, може да си чула. И Web Summit имаше многу стартапи. И ние тоа збориме со стартапите и сватиме дека имаме продукт веќе кој што е понапред од голем дел од тие што беа таму. Но сватиме дека има и некои што се веќе неколку милиони што прават. И тука беше интересно, изборевме со тие, буквално legal AI, слично на нашиот, дори со помалку фичери, а веќе се неколку милиони. И вме дечи, како е ова возможно? Како ви успеавте да стигнете, а гледаме, знаеш, тие се фичерите, дури нешто помалку имате. И вика, слушај, вика, ние сме од Бразил. У Бразил, вика, има 1,5 милион адвокати. И ние сме, тоа е цела држава моја. Туку ние луѓе немаме, имаме тука адвокати. И сватиме дека маркетот е многу битен. Го повторам веќе некој пат, али да, маркетот е многу битен. И он вика, буквално само на стартап викендот на Web Summit имаше 3 со иста идеја од Бразил и сите беа веќе на неколку милиони ревења. Само да кажам, ние џабе у Македонија имаме фатено поголем процент, значи имавме веќе во Македонија имаме околу 20-25% од адвокатите веќе се кај нас. Нешто преплатени на платформата, но испаѓа, иако имаш најголем процент, не си таму како он што може со 0,01% да стигне. И сваќаш дека маркетот многу мене и потенцијалот да искочи юникорн е многу поголем во тие држави кај нас. Дури кај нас, како што викаш, таман стигнеш до юникорн, веќе ќе си у друга држава, ќе смениш. Да, така да за планот ни е
Бразил, да го видиме. Да го видиме, да го освоиме. Да видиме како ќе во Бразил, пошто е стварно голем. 1,5 милион нема ни во Европа, нема тука адвокати колку што има во Бразил. Тоа е А да спекна конкуренција, мислам познавајќи ги компаниите. има и конкуренција, ама и маркетот е многу голем. Така да мислам дека таму ќе биде добро. Во друга страна па во Европа имаме големи конкуренти, кои што се стварно со билиони. Тие се го имаат тој пат фатано што ја кажам претходно. Што Македонија да ги фатиш најаките фирми, толку е. Они прво лансираа во Англија, каде што имаш стварно многу голем пазар. Сакаш, првата фирма што фатила била со 1000 и нешто вработени. Што ти више си на милион. Со 1000 вработени више ти си со еден договор више ти си таму. Така да во Европа мислам дека е потежок и поголема конкуренција има во Европа, за разлика во Бразил, но ќе видиме. Планираме да направиме глобален продуктот, значи може за сите да биде, па ќе видиме како ќе иде понатаму. Али да, за 3 години сигурни сме дека Европа веќе ги имаме сите законодавства и мислам дека ќе пошироко ќе ватиме. Ништо останува тогаш да видиме, да следиме бурно. Тоа со фактум. И да се видиме после 3 години. Дај Боже. Дај Боже добри приказни да доеме. Апсолутно. Супер. Дали мислиш дека има нешто што можеби испуштивме, што не го спомнавме за фактум што сметаш дека е важно да се знае моментално? Па не, мислам дека главните работи покривме, значи знаеме што е фактум, знаеме кои се клиентите, и ништо сакам да нагласам дека стварно сум изненадан од маркетот што го фативме, пошто не очекував дека ќе биде практично и за други области покрај адвокатите. Значи не, тоа многу ме изненадува што бизнисите почна многу купуваат. Тоа е нешто поразлично што би го кажал од тоа што очекував, пошто мислам дека само е за еден ниш на луѓе, а испадна дека е за многу поголем маркет, пошто на Македонија кој више само мала број на адвокати, Македонија има 3000 адвокати, а фирми има 17.000. Што сваќаш дека огромен потенцијал има и веќе кога сетивме дека тие почнува да купуваат, сативме дека ствари идејата е многу поголема од тоа што очекувавме. Така да тоа е мал. Се сеќаваш кој би била првата корпорација која што била клиент, првиот бизнис? Не ми текна кој беше прво. Можеме да набраме и првите кои беа, ама сега и да не ги именувам да не. Јасно. Али мислам дека први беа банките. Бевме банките и од Србија исто советот што ни го даде големата адвокатска канцеларија рече, дечки ако ја фатите банките, после многу полесно, пошто тешко е банките да фатиш, многу имаат security policy. И стварно тоа го сетивме, имавме па не знам колку состаноци, имавме по 8-9 состаноци за време за една лиценца на почеток. И се знаеш, прво лиценца има многу консултации и да видат дали си secure. И од кога докажавме дека сме безбедни, мислам дека после тоа све се смени, пошто покрај тоа што имаш добар продукт, за адвокатот е многу битно да си безбеден. Многу му битно, пошто замисли се ти си кривичар или имаш некои интерни податоци на фирмата што не кеш да се дознаат и безбедноста е мислам дека на прво место и затоа многу на тоа се насочивме. А како го осигуривте тоа? Кои процеси ги поминавте на тоа внатрешно? Почетокот, пошто ние користиме сепак на Google технологија и целата автентикација и базата на Google, значи тоа е доста безбедно самото по себе. Не доста тука, буквално како Gmail, ама рековме ајде ќе идеме ушенче понапред, ќе направиме буквално само на нивни компјутери да биде. И кога дозволивме на нивни компјутери да биде, тука некако се доби уште една доза на доверба и исто така и IT компаниите више беа по-безбедни. Пошто IT компанија знае дека нели тидат на клауд, знае за све, ама кој ќе му кажеш дека буквално не искача од твојот компјутер, он е многу безбеден со тоа. Многу се сеќа безбедно знае дека потоците ги нема на друго место. И мислам дека тука многу ги добивме клиентите, пошто направивме нешто што стварно е секјур, она најбезбедно. И да. Супер, тоа што верувам дека тоа ќе го лесни сега и кога ќе пристапувате кон други пазари. Верувам дека ќе се вложува во таа инфраструктура уште повеќе, но минува процесот. Да, исто тоа беше стварно процедура. Што значи тоа за тие што не знаат? Да, тоа е како стандард на безбедност. И тоа е како ракуваш нели со потоците, како функционира твојата фирма, како се движи, кој има пристап, кој има премисии, улоги и целиот тој процес. И беше за нас на почетокот многу долго време го мислевме да го земеме, но прем беше многу скапо за нас на почетокот, многу процедури што не знаевме што и наставно дое времето. Можам да кажам, пак оваа зеница ме спои со луѓето кои што не го направи истото и да, се осеќаме дека не е само колку да го земеш стандардот, колку за другите, или за сват клиенти дека се безбеден, туку и самиот си добиваш некако доверба. Сваќаш дека вау, се процеси што стварно ова е направено од мак.
Сваѓаш дека некој си имал мака и направил стандард дека треба да се почитува, да стварно е така, да. Некој си имал мака, му било нели проблем и го направил ова и стварно се гледа. Имаше работа, ами се осеќаш нели поубаво кога го имаш тој стандард. Супер. Димитар, фала ти многу за се што ни Фала што ме викнавте. то за целиот развој на Фактум, на твоето искуство, искуството на тимот. Мислам дека отворивме малце во позадина да видиме што се случува во вашата компанија. На крајот од нашиот разговор станува уште да ти го поставам прашањето од претходниот гостин, кој што Ајде. од подкастот. И неговото прашање беше растењето и градењето на стартап компанија е доста иштрошувачки и тешко и напорно. И него интересираше зошто ти го правиш ова? Која е твојата причина? Кој е твојот инсентив, така тој го кажа, за тоа што го правиш и тоа што го градиш денес? Едноставно, ми беше многу интересно. Почна све од забава. Нели, како што кажа на почетокот, мислев само пасив инкам да направам, но после стана многу интересно. И моментално секој ден на работа си го збориме, дури не само да речеш фаундерите, туку и самите работници се осеќа дека ни убаво. Буквално ја седам дома, останува до 8 сат. Ја викам идете си дома, ама не дека работиме сите, ама убаво ни е. Некако имаме и друштво има направено, екипата е многу убава и тоа исто мислам дека многу менува што имаме убава екипа и некако забавно ни е, убаво ни е и однака си имаме некој цел што знаеме дека можеме да освоиме и некако се хајпаме и убаво не е, забавно ни е во целиот процес. Не е онака тешко да си кажеш јутре треба на работа, туку е буквално дајдам денеска што ќе ме чека. И секој ден е од различен по различен. Значи баш памтам доаѓа за интервју, а друг имавме вработен само што вработен неколку дена и веќе доаѓаат со камери да не снимаат и вика дечки што се дешава, типична среда. Така и се дешаваат стварно некои големи работи и неочекувани и кај нас баш во фирма сите сме заедно, значи и фондерите и вработените сите сме заедно како едно сме и не се крие, значи нема тајни, тука се дешава све. Значи тука во крупчето, значи се кажуваме, дошол некој инвеститор, сите знаеме, сите се радуваме, пропаднало нешто, сите тажиме и така некако имаме комјунити кои што заедно се бориме кон една цел и баш не интересно и убаво. А барате ли инвестиција сега? Па не, цело време има. Цело време има понуди, ама сметаме дека ако се продаеме сега, мислам дека многу поевтино ќе се продаеме тоа што мислам дека можеме. Пример, ако сега бараме инвестиција и го покажеме што го имаме, нели со веќе трети маркет и четврти отворен, и една евалуација што ќе ни дадат, ама од друга страна ако дојдат за година дена кај што ќе имаме веќе нели цела Европа да беше да стигнеме наредна година, вие ќе биде друг мојот. И така не ќе се даваме прерано, и до сега стварно све направивме bootstrap, бидејќи грантот кој што го имавме од Фитера скроз од една друга страна. Не отиде на проектов. Ги имавме други давачки од друга страна и буквално е bootstrap овој цел проект Фактум. И така да успеавме од нула да го кренеме, више ако успеавме од нула, свегаш дека може понатаму. Баш интересен момент имам, исто еден од Гинесовите рекорди беше добар. Ни вика, дечки стигнете до 15.000 евро месечно и ги даваме инвестиција. И ние се гледаме вака. Што ќе ми инвестиција ако правам 15.000 месечно? Не ми требаш тогаш. Што ќе сега немам ништо, дај сега. Така точно многу ни требаше и многу ќе ми дадеш убаво. Сега треба, не знам, треба да се погоди партнерите. Имаме едни за исто премишен продукт према, Дилија. Тоа е поразличен, таму имаме инвеститори, ама за Фактум се уште мислам дека не сме спремни, уште го мислим и се ценкаме, да речем. Добро, значи чекате нешто поголемо. Да, чекаме нешто поголемо и ние сакаме да се спремиме малце повеќе да можеме убаво да. Добре, мислам дека сте на вистинскиот пат. Мислам дека и има основачи со кои што сум разговарала, кои што доста рано влегле инвеститори во самиот бизнис и чувствувала тоа многу терет на самиот бизнис и очекувањето, особено кога кај некој влегле цел VC фонд во нека многу порана фаза, поради потенцијалот што го гледале, но имало доста притисок, така што секоја приказна е различна, зависно вие како сакате да го градите тој пат, ама е супер да се слушни ставот сега во оваа фаза кај што сте. И го интересот, така да супер. Мислам дека поминавме скоро се од тоа што јас сакам да прашам. Мислам дека ти ми сподели дури повеќе од тоа што очекував, што ми е многу драго и фала ти многу уште еднаш. Фала на поканата шенаш.
бидејќи знам дека имавте доста уврски период и доста нешта се случуваат и ви посакувам многу успех понатаму. Фала ти многу. Фала и на сите што бевте дел од оваа епизода на Стартап Револуција. Се надевам дека мислам дека уживавте во нашиот разговор со Димитар. За крај, оно што можеме да ви го кажеме е да се претплатите на нашиот YouTube канал и да не следите за сите наредни епизоди и случувања тука во Стартап Клуб Скопје, а со мене се гледаме во следната епизода. Поздрав!